Живели домакинки. Живели домаќини. И помалку снег ќе има. Фала ти, ќе дојде. Фала Не ти значи што ме што вика. си тука. Но ми е мило што сум тука. Ми значи што го направив ова, као не само за да бидам покрај тебе, него и лично за себе. За здрави. За здравје. Пошто можев да седам дома во комфорот на мојот дом, кај што ми е топличко, да си се масирам и да си читкам книга, пошто тоа ми беше планот за утрово. Ама тоа можам да го правам секој ден. Ова е апсолутно вадење од комфорт зоната. И ова можеш да го правиш секој ден. Може би. Можеш? Ама сега ми е окей да си го давам од време на време. За да ме скршнува од комфорот. Ја. Научени сме биле така. Дека комфорот е добар. Тоа е заебаното. Као уште родителите ни серат што се тушираме со ладни тушеви од Сабајле. What the fuck? Као не е ни ладна водата у Скопје. Не. Кога 15 секунди е туш од 30, макс е. Тоа баш као се едно не е ни ладно, а веќе сум толку зависен што ако не го пукнам тој ладен туш, не можам проперли да функционирам. Нема денот да ти биде, да. Само поразлични навики си ствараме од навиките што тие ги имале. Они се девелопнале како такви луѓе. И сега ние од тоа пробуваме во други луѓе да се девелопнеме. И Затоа им е на моменти чудно. чудно е. Преска што ми кажа за пред многу години као вака ова им било секојдневие, као волколадно им било секојдневие, како кажа. Па дека издржувале, живееле на ваков студ, живееле вака по планински и селски живот, кај што не ти е толку лесно достапно парното во Скопје. Да. Ја разбирам дека се движиме напред како човештво, Ама како луѓе многу можеме да издржиме. Као многу сме способни, тоа го докажале нашите предци и тоа што човештвото се девелопнало во ова што е сега и да му е многу нормално да си добива секојаш толку лесно да си го задоволува да си ги задоволува потребите лесно, као да не треба воопшто да се помачи за нешто, го потонува. Онака као надоле го влече у таа црна дупка. Као додека кога не се труди за работите, кога нема да се помачи малце за да добие нешто. Ја мислам дека еден од поголемите и посериозните предизвици со кои што се соочуваме денеска е тоа дека мислиме дека се треба да ни е лесно достапно и кога не ни е лесно достапно се откажуваме многу лесно. Не се откажуваме, туку си кажуваме дека ова не е тоа што е, без да сватиме дека за да добиеш нешто мора да вложиш труд. Дека ако не вложиш труд, нема да добиеш. Ако сакаш нешто поголемо и поубаво, мора да го вложиш трудот. Така, ако сакаш да извадиш албум, мора да ги вложиш саатите, кај што седиш, креираш песни, пишуваш текстови, го снимаш сето тоа, го монтираш. Као тоа е сето време и трудот, као патот до таму е тоа што е битно, пошто низ тоа ги учиш работите, тоа е трудот што го внесуваш. Да. Истото важи и за се, истото важи и за љубовта. Ако само очекуваш од партнерот одредени понашања, пошто ти даваш во едно поле, не ги добиваш можеби во истото поле, забораваш да видиш кои се другите квалитети или каде може да има компромис, каде може да се избалансира сето тоа, пошто ќе го оставиш него и ќе најдеш друг и после шо? Друго нешто ќе ти смета кај него. На почеток Или ќе живееш со фрустрации цел живот. На почеток сигурно ќе ти биде боле.
Да. 100% ќе ти биде боле. Првите 6 месеци особено, можда и година до две. Да, бе, ново е јако ти е, Да, ново ти е ново е јака све. ти е водава. ме носи. Али станувањето на тој човек или на тоа нешто дел од тебе и да научиш како да се сносиш и со работите што ти се пријатни, со тие што не ти делуваат толку пријатни, ако вистински го сакаш, ќе одиш дале и ќе прогресираш со тој човек, со таа ствар што тебе те опишува. Нема, стварно првиот чекор е прифаќање. Се. Мора да прифатиш, пошто тоа е прифаќање на реалноста, пошто се друго, надежите за како може да биде во иднина. Со ништата за како било порано и зошто сега не е така, сето тоа као еден не постои, два е одрекување на твојата моментална реалност и тоа што си ти во моментот во светот, као пошто сега постоиш во овој момент, по 10 минути ќе постојам по 10 минути, ама сега постојам сега и вака. Само сега е сега. И сега сум вака нагрната. И ако не прифатиш дека партнерот или пак доаѓа од себе прво. Во себе си немирен за тоа што го имаш и што ти се случува, ќе бараш замерки во партнерот. Пошто ако си стварно чист со себе и знаеш дека ти го даваш максимумот од себе, што апсолутно е различен секој ден, не е една норма што ти треба секој ден да ја постигнуваш. Ако ти се вложуваш себе си целосно за партнерот и гледаш дека подолг период ти не добиваш за возврат и тој енергетски трансфер не е избалансиран, тешко е да се соочиш со тоа, ако гледаш дека партнерот не дава. Ама гледаш и ти колку даваш и дали го прифаќаш него или ти пробуваш само да го смениш за да ти одговара на твојата визија за каков треба да ти биде животот со него. Тоа дали креираш заедно или дали си играш сам. Да, нели порано имав теза дека љубовта е корист, во смисла дека ако подолго време не добиваш ништо ти од таа љубов, дека само не е за тебе. И не се согласувам уште со истата таа теза. Не? Па не толку за тоа што знаеш, многу си има наметнато еден тренд на ако си во токсична врска само излези. Као не е секојаш токсично, не е секојаш токсичен некој, као можеби ти си токсичниот, кој што сам си смета на себе, кој што не може да прифати. И некако тој тренд кога се наметна, као не дека нема смисла, да, стварно треба да бегаш ти од токсични луѓе во секој случај. Меѓутоа кога се работи за партнер што го сакаш, дали се вложуваш доволно и дали целосно стварно мислиш дека се имаш даено од себе, дали првен себе си имаш прашано, дали ти го сакаш прво Или ти е навика. или ти е навика или без разлика. Тоа токсично што се смета за токсично, некојаш е само голем предизвик кој што многу луѓе одбиваат да го прифатат и заради тоа само бегаат од него. И заради тоа цело време скокаат од една врска од друга, од трета, од четврта, пета, шеста и само за тоа сите машки си исти, сите жени си исти. Да, исти се, пошто ти ако си ист, ќе ти бидат сите исти. Веројатно е убаво од време на време да си ја преиспитуваш твојата дефиниција за љубов, као што е љубов за тебе, за да видиш дали ја добиваш љубовта и дали ја даваш љубовта. Пошто не знам, еве, ние 10 години правиме годинава, као за нецели 2 месеци правиме 10 години. И ако земам да размислувам и анализирам као колку фази сме поминале, колку верзии од нас сме изживеале и колку ни се смениле ставовите на шо е тоа љубов. И како си ја даваме и шо пружаме, ќе биде интересна долга рефлексија. Да. Ама многу, подсети себе пред 10 години како ти било. Што си очекувал од врската, што си замислувал дека ќе ти биде врската. Дека се ќе ми биде под конец и се ќе имам ја автоматски и се ќе тече флолесли, ама за да тече вака флолесли, за да ја доведеш конекцијата со другиот сопатник во животот, треба да поминеш низ многу болка. Као
колку и да е лесно, ако не поминуваш низ тие одредени болки и ги совладуваш смирено и сталожено и да си ги разглобиш емоциите, да видиш што пробудува другиот во тебе, пошто факт е дека ако го имаш правилниот партнер покрај тебе, ќе пробудува одредени твои стари болки. Да. И ако ти Затоа си го одбрал, Тоа, за да тоа. си ги излечиш тие Да. рани. Да, пошто ако бегаш од тие болки, одиш на нареден, ќе дојде нов и тој новиот ќе ти буцне пак нешто ново. Можам ли да ти помогнам некако? молам. Кажи како. Да ми го врзеш шалов убаво. Позади? Па да, вака двете страни само да ми на мен. Можам да ти ги врзам. Ева вака. Добро, thank you. Ништо. Да не ти паѓа. И врзаното капулјача. Фала. Колку работи сме прифатиле двајцата еден кај друг. Работи што не изгледале незамисливи дури. Болни, тешки. Као крај на свет, кога да ти се руши светот. Ама сме ги прифатиле. Пошто на крајот на денот, кога ќе си ја чуеш интуицијата, знаеш што е правилно. Интуицијата Знаеш. се слуша. Инстинктот се препрашува. Пошто ти инстинктивно мислиш дека Тоа е Као најлошо. ти каже, да бе, да ле, ја тука немаш овој сега да го исцрпам. И као инстинктот луѓе што ги води, ајде сега јас ќе се разведам, ќе си земам децата, ќе избегам, ќе се снајдам, ќе идам кај моите ќе живеам, имам мој стан, ќе си живеам сама. Или, не знам, ќе отидам, ќе се преселам. Као тоа е инстинктот. Со интуицијата малку поинаку се комуницира. Со интуицијата малце по-лоу-ки се комуницира, као посмирено, чекај, да седнам, да се осетам, да размислам, да ставам на лист, што ми се опциите, као затоа што знам дека не е секоја ситуација лесна. I get it. И као стварно се дешаваат тешки ситуации каде што едниот стварно може да забега и да не прифаќа и егото да му надвладеува и да не признава дека он нешто неправилно прави и дека Да бе, да си ги дека увидиш. умот Најтешко е му да си ги каже. увидиш своите грешки. да. Пошто многу ни е лесно да коментираме постапки на други, пошто ги гледаш од трето лице. А колку често седнуваш со себе си да си направиш муавет и да видиш како си изреагирал, као многу добив откако си дозволив откако им дозволив на емоциите. Многу добив, откако можев да можам да седнам исталожено, што викаш тоа лоу-ки, ама као тоа бара еден длабок здив, два длабок издива, три длабок издива. Да се соочиш со себе си, да се соочиш со личности во огледало што ја гледаш, не да бегаш од себе. И да видиш зошто си постапил така во одредени ситуации, која емоција ти се пробудила, од кај потекнало тоа пробудување. Дали може би си бил во право, ама заради мојата желба да се заштитам, заради штитот од егото, не сум дозволила да ми пристапиш. А ти си бил целосно во право и технички кога јас ќе изреагирам со мојот штит, ти доаѓаш со твојот, може и ке тебе да се пробуди некоја друга реакција и тука настануваат конфликтите. Да. Кога и двајцата пробуваме да се заштитиме еден од друг, кога технички љубовта бара отвореност. Да. Целосна отвореност. И отвореност не е само да му кажеш на другиот како треба или како е поправилно или само да му кажеш на другиот како сгрешил. Таа отвореност Значи да го оставиш да биде. За и сам да искуси биде. да научи нешто, пошто ја не сум ти мајка, ти не си ми татко. Да. Ти си ми партнер. Да. И некогаш тоа беше еден од најголемите предизвици за нас. Мислам дека. Што се Да. гледавме меѓусебно како родители деца. Па Родител дете. на некој начин да, ама грижата, тоа е муавето. Да. Таа грижа не поише, туку стигаше да биде и на некој начин, ако ја согледаш од околу, знаеше да биде родителска грижа, него ли партнерска грижа. Пошто родител мене ме заштитува со тоа што ќе ми каже: "Еј, ја го направив ова и вака се зезнав, сега не го Сега прави немој ти." ти.
Као, пази не се качувај по скаливе замрзнати се, ја паднав, искружи од околу. Пошто родител сака да те заштити, да не го изодиш лошото што тој го изодил, ама нека те свесен, нека не е свесен, дека ти и по друг пат да одиш можеш со друг предизвик да се соочиш и да треба ти да се справиш. Тоа Затоа што оставањето и чадар као сами меѓу себе кога се оставаме да искусиме одредени работи, пак на крајот на денот ја ќе дојдам и ќе ти кажам Иван, знаеш што беше во право, ова не беше правилната одлука. Ако се зезнам. заради тоа правиме Или било 10 што. години се. Пошто тоа се дешава, ама пази, за нашата ситуација, тоа ти примерот што го даде, претежно било, за мене према тебе, кога јас сум бил родителот, ти си била детето. Као, јас ова го направив, немој ти да го направиш исто, пошто ја така се заебав, или направи го вака, пошто мене вака, нели? Да. Од обратната ситуација, кога ти си била родителот, а јас сум бил детето, била заради твој само верувања дека нешто е правилно или не е правилно, а ти не си го искусила и само за тоа што така си направила и си као задоволна од тоа да ме запреш јас да не правам одредени ствари. Као, види, јас ова не го направив и заради тоа сега сум добра, сейн, дегна здрава или не знам што. И као ти не го прави, као таква ни била динамиката, ама да, ни била еден од најголемите предизвици да не префрламе на другиот само тоа што ние го знаеме, дека прво не е исто за секого и второ не Нека од треба да каде го тоа измислиш. дека ти си попаметен или попаметна. Као, осте го, можеби ќе најде некоја друга перспектива на сето тоа другиот и ќе приложи. Тоа е тоа, као се што треба на крајот од денот е верба. Да. Најмногу треба верба. Да. Ама може би во такви моменти кај што егото рипка, ја можам да речам, па ти не ми веруваш мене. Така, ја ти кажувам, а ти мене не ми веруваш. А ти само сакаш да искусиш, ама пак тоа се мои егоистични причини. Да. Или обратно. Или стравови. Или стравови. Пошто, да, дефинитивно поривот е љубов. И таа љубов твоја сака мене да ме заштити. Ама дали со отвореност, дали сака со ум, дали сака со срце. Дали сака со страф или со срце? Yes. Со љубов. Да, Скроз? дали со страф или со верба. Да. Да, бе, да, сме ја научиле и таа лекција, сме поминале таков дел. Што е многу јако, па што не значи дека секојаш ќе научиш нешто и за секојаш ќе остане. Да, со ова се. тебе. Точно. Ова се работи што мора да се повторуваат и не да се повторуваат како истите, туку цело време. Да, бе, ongoing животот ќе ти се дава учат. нови предизвици цело време. Ја. Ама ако си ја научил сега лекцијата, многу полесно ќе се потсетиш нареден пат кога ќе дојде испрашување, Да. наместо да ја учиш пред испрашување. Да. О. Многу те сакам, многу сум задоволна за тоа. За се што сме искусиле во овие 10 години. Се што сме поминале. Фала ти. Фала ти. Фала ти. Ај, колку си убав. Значи се тресиме ни трепера. Ладно е. Па нормално, влеговме у вода плюс, шо ти е? Го гледаш оно дали е отворено или не? Отворено е. Да? Да. Браво. Отворено е нормално, со отворено срце не чека. Види ушак поста? Посто! Те сакам.